да се подсетиме на воведот во потребата за донесување на овој закон, односно за нечии швајцарски ламентации, кога беше искажено дека треба за некои работи да се оди надвор од рамковниот договор. А исто такво нешто се случи и во вашиот прилеп, каде што меѓу другото беше дискутирано и за потребата од учење во музичкото училиште на албански јазик. Да предпоставиме на ситуација кога наставникот заради погрешно научена нота ќе добие 5000 евра казна. Да предпоставиме таа ситуација со оглед на законот во кој што е дефинирано казна од 5000 евра. Но таа казна за 5000 евра е и за македонскиот учител и секако за албанскиот учител, односно наставник. Затоа се сметам дека вашите прилепчани исто така сметаат дека е погубна поделбата на општеството и по овој основ, односно со користењето, односно донесувањето на овој јазик за користење на овој закон за користење на јазиците. Наместо да имаме обединување преку користење на еден јазик, македонскиот јазик, кој што ќе ги обединува сите граѓани, сметам дека се воведува јазична федерализација во државата, која што дополнително ќе ги усложни условите, без оглед на тоа што некој се труди да ни објасни дека на тој начин се гради граѓанско општество. Концептот за градење на граѓанско општество таков како што е погубен за интересите на македонскиот народ, и тоа треба да бидат свесни колегите претендици од власта, односно од собраниското мнозинство, такво како што е. Но кои се причините? Сега да видиме другата страна. Причините се пред се во катастрофално лошата работа на градоначалниците во Тетово, во Струга, во Чаир. Немаат сите късмет граѓани да го имаат градоначалник Маријан Ристевски, па да виде секој град како што е сега Прилеп, благодарејќи на трудот и на работата на градоначалникот Маријан Ристевски. Затоа се злоупотребуваат и чувствата на албанските граѓани во Македонија, заради тоа што на тој начин се сака да се сокрие криминалот кој што го има извршено политичката врхушка на албанските партии, затоа што нема резултати. Нема резултати такви како што ги има во Прилеп. Нема резултати такви како што ги има Коца Трајновски во Скопје. Нема резултати ниту во еден град на начин како што го има тоа одработено градоначалниците од коалицијата за подобра Македонија. Благодарам.